во моментов трае седницата на економско-социјалниот совет на која учествуваат представници на владата, на работодавачите и на синдикатите. За Сојузот на синдикати на Македонија главна тема треба да биде покачувањето на минималната плата. Тие сметаат дека тоа е клучно. Според анкетата што ја спровеле ССМ меѓу вработените, меѓу членовите на синдикатот, се бара минимална плата од најмалку 600 евра. Од друга страна, владата на состанокот влегуваат со познати ставови кои што веќе ги имаат соопштувано. Владата пак инсистира на формула со која што ќе има усогласување на платите во март. Според формулата, усогласувањето би требало да биде незначително, односно меѓу 1500 и 2000 денари. А владата повеќе пати претходно нагласуваше дека тие ќе прифатат какво било решение кое што ќе го договорат работодавачите и синдикатите. Од друга страна, работодавачите велат дека се подготвени за зголемување на платите, но од друга страна бараат владата да го преземе товарот на зголемените придонеси, односно придонесите да останат на ниво на сегашните плати, а за зголемувањето придонесите да ги преземе владата. Треба исто така да се разговара и за потрошувачката кошничка, која што веќе е над 65.000 денари за 4-члено семејство. Тоа е минималната синдикална кошничка која ја пресметува Сојузот на синдикати на Македонија. Владата исто така има намера да пресметува нова потрошувачка кошничка. Синдикатите сакаат да разговараат и за унапредување на колективните договори, како и за исплатата на надоместоците за труд. Се чека завршувањето на состанокот, пошто изјави треба да дадат и представници на владата и на синдикатите. Во исто време, додека трае седницата на економско-социјалниот совет, пред владата пресконференција одржаа сточарите, односно Сојузот на одгледувачи на овци. Тие се жалат дека воопшто не ги добиле субвенциите за 2024 година, а делумно не ги добиле ниту за 2023. Велат дека, например, во Косово веќе се исплаќаат субвенции за 2025 година, а тие се уште не ги земале за 2024. Им било најавено дека ќе ги земат летоска, велат се доцни веќе 6 месеци. Последниот рок бил 20 декември, но и тогаш не ги зеле. Велат дека поради доцнењето, дури и сега да им ги исплатат субвенциите, тие изгубиле најмалку 20% од вредноста на парите поради инфлацијата. Во меѓувреме се жалат дека поскапела сточната храна за 40 до 50%, па дури и да им ги дадат, тие веќе направиле многу поголем трошок со неисплаќањето на време. Се заканија дека ако до петок не ги добијат субвенциите, ќе ја блокираат државата, слично по примерот на земјоделците од Грција. Предлагам тука да ја слушнеме изјавата. Ние сте монтирани, кој што кажа колешката, за субвенциите од 2024-та, 25-та дојде. Ние ги немаме, веќе ние не можеме повеќе да издржуваме со ова темпо. Дали некој и од институциите, од владата, дека сточниот фонд се уништи, го уништија. Ние како сточари, не сме овчари сега, сме сточари, овчарите умреја. Ние сме сточари. Овде сте ние последна генерација, вака до 40-50 години сме. Веќе сточниот фонд умира. Субвенции не ни даваја. Еден куп проблеми во овчарството ни имаме. И сега, ако не ни ги исплата субвенциите до петок, значи ние најавуваме блокада на патишта како во Грција, како во други земји што се прави. Значи ние не можеме повеќе да издржиме. Како тие да не зема К-15 господата што се во Македонија, дали тие може да издржа? К-15 му се плате за 2025-та, мислам, не знам како, 2024-та нема земено тие. Ние како сточари, и сега овој број овде што сте, дали во Македонија само колку ние овде чуваме, што сме сточари? Кај се другите сточари? Инаку, Александар, статистиката покажува дека сточниот фонд од година в година се намалува. Бројот на крави се намалува во последните 10 години по околу 10.000 грла годишно, додека се намалува и бројот на овци. Во Македонија пред 10-15 години имаше над 1 милион овци, сега тој број е симнат на под 700.000. Земјоделците велат дека ако државата не интервенира, дека сточниот фонд или дека овие гранки во Македонија ќе изумрат за 10 години.